Случај Државна лотарија, пријавата за Димитар Ковачевски година и пол стои во фиока, а истрагата за Артан Груби и Прпарим Бајрами веќе 6 месеци тапка во место. Со оглед на тоа што претходниот државен обвинител Љупчо Коцевски при крајот на ланската година изјави дека истрагата за Груби е завршена и се чека на негова екстрадиција, се поставува прашањето зошто сега кога екс вице-премиерот е во Македонија се уште нема обвинение, но и кој тактизира. Истрагата за екс вице-премиерот и екс директорот Прпарим Бајрами не е проширена, а ниту Груби е сослушан. Во телефонски разговор за Алфа, шефот на Скопското обвинителство Анел Фидовски вели дека во јули ќе имало одлука, се чекало на вештачењата и увидот на одбраната. Истрагата е во тек, треба да биде испитан осомнечениот, пошто ќе биде донесена јавна обвинителска одлука. Поранешниот државен обвинител Љупчо Коцевски уште ланската година се пофали дека истрагата за Државна лотарија е завршена и само се чекала екстрадиција на Груби. Истрагата е веќе скоро завршена, мислам дека е завршена, се чека само негова екстрадиција. Значи, има финансиска истрага, собрани се сите докази, овие информации што ги имам се е завршено, значи јавното обвинителство постапило и меѓутоа тој не е достапен. Кога ќе биде достапен? 6 месеци подоцна во телефонски разговор за Алфа, Коцевски вели дека не му е јасно зошто се уште истрагата не е завршена. Тој вели дека може толку да трае само доколку има проширување и се опфатени нови лица, иако може да се одолговлечи и поради барање на адвокатите од одбраната. Груби се сомнече дека со незаконски тендери го оштетил буџетот за 8,2 милиони евра при набавка на апарати за коцкање, кои никогаш не биле ставени во употреба. Тој беше уапсен на граничниот премин Блац откако самиот се појавил во 6 часот из утрината на 23 февруари. Во бегство беше повеќе од една година. МВР за него имаше распишана меѓународна потерница, а кривичниот суд во отсуство му определи притвор. МВР поднесе 2 кривични пријави за екс-премиерот Димитар Ковачевски. Првата беше за набавката на апаратите, за тоа обвинителите поведоа истрага само за Груби и Бајрами. Втората е затоа што екс-премиерот раководел со владината седница на која било донесена одлука за формирање на нова видео Државна лотарија. МВР смета дека биле прекршени повеќе законски одредби, а обвинителите никако да се произнесат.